Ова недела Министерството со сите институции кои што се во делот на секторот земјоделство остваривме средби со повеќе чинители во земјоделскиот сектор. Минатата недела со сточарите во Берово, целата држава, со тутунарите во текот на неделата. Активно учествуваме во носење на мерки и политики кои што ќе доведат до решавање на актуелните проблеми и до нови мерки и политики кои што ги зацрта владата. Во овој контекст денеска во Штип подржуваме уште една од редица средби со Оризо производителите, односно кабинетот, директорите на инспекторатот, на платежната, на фитосанитарната управа. Министерството активно во целиот овој период одржуваше различен тип и вид на состаноци и средби се со цел да го следиме и производството и да во соодветен момент реагираме. Кога станува збор за производството на ориз, оваа влада уште на самиот почеток, на почетокот на мандатот, донесе одлука за 300% зголемени субвенции уште во првата година, односно знаете дека наместо 6.000 утврдивме субвенција од 24.000 денари по хектар минатата година, кој што се исплаќа во текот на оваа година. Имаме уште одреден дел на субвенции кои што се по основ на пребивање и треба да бидат доисплатени, односно кај оние кои што се врши контрола. Нашата клучна политика во текот на оваа година беше навремени, неселективни, целосно исплатени субвенции и во случајот на оризо производителите заради состојбите кои што ги имавме, одлучивме да тие субвенции наместо 6.000 бидат зголемени по хектар и да изнесуваат 24.000 денари. Оваа година 20% се зголемени субвенциите согласно програмата за сите оние развојни категории на производители во овој вклучително и на оризо производителите, сите оние кои што се меѓу 5 и 50 хектари добиваат 20% зголемени развојни субвенции. Ова е година во која што преговаравме, како што кажав, со сите чинители, вклучително и во регионот, успеавме да договориме уште две клучни работи, а тоа е со Србија договорот кој што беше направен, каде што имавме особено пречки во делот на извозот на ориз, во делот на радиоактивноста која што од сега се испитува на граничниот премин и не се чека како што тоа се случуваше во претходниот период, и отстранивме неколку бариери кои што значат улеснување на тој извоз, но секако дека во целиот овој период, како што кажав, отворивме и низа на други прашања. Едно од клучните сегменти е како да ги заштитиме автохтоните, како да ги вратиме автохтоните сорти, како да разговараме во целокупниот овој период и за семенски материјал, за контролата на пестицидите, која што е особено клучна во делот на оризо производството, и заради тоа владата, како што знаете, после 5 години го предложи, односно го помина, усвои предлог законот за фитофармација, каде што започнуваме со една системска контрола на пестицидите од влезот на граничните премини до самото пакување, до самата употреба, и ова е закон кој што е меѓу првите во овој период кој што е донесен со цел целосно усогласување со европската регулатива за земјоделство и за безбедност на храна, но кој што на некој начин со кој што правиме целосна контрола на влезот и на употребата на самите пестициди. Институтот за ориз во Бокочани е една од темите за кои што дискутираме во Министерството и усвоивме дека во програмата за рурален развој во 2019 година Министерството финансиски ќе го поддржи овој институт кој што е запоставен со децении наназад, посебно во последната декада воопшто не е инвестирано ниту во самите капацитети, ниту во кадарот, ниту во на еден друг начин, а особено се битни институтите и вклучувањето на науката, особено во делот на семенскиот материјал, во делот на враќањето на автохтоните сорти и целокупните тие политики, но на што е значено и што денес ќе го разговараме со оризо производителите и што ќе биде предлог на Министерството, а е и предлог на самите земјоделци, на самите производители. Ова е година во која што согласно очекувањето, очекуваме 17.000 тони оризова арпа, од која што само мал дел, односно 18% е предадена.
односно околу 3000 тони. Цел на нашите средби во целокупниот овој период е да финализираме една нова мерка која што ќе ја промовираме и за која што сакам владата во вторник на редовна седница да ја усвои. А денеска ја дискутирав од утрово и заради тоа доцне малце самата посета и со премиерот Заев и заеднички ја утврдивме. Аз сметам дека тоа ќе биде прифатливо и за самите оризо производители, а целта е да го решиме проблемот да биде предадена оризовата арпа, да се раздвижи пазарот и да се зголеми откупната цена со дополнителна поддршка од државата. Нашиот предлог ќе биде 5 денари по килограм дополнителна субвенција за предадената оризова арпа, која што мерка ќе важи до 31 март 2019 година и сметаме дека значајна количина на производството на ориз, на оризовата арпа, која што во моментот не се предава во регистрираните капацитети, со ова нова мерка на владата, која што би било усвоена во вторник, ќе ја направиме едно такво раздвижување. Очекуваме меѓу 5 и 10.000 тони да бидат офатени со ова дополнителна мерка. Вклучително го респектираме, односно го прифаќаме барањето и на подсекторската група, барањето на самите оризопроизводители кои што бараат 5 денари и ние сметаме дека тоа за владата треба да е прифатливо. Излегуваме со еден позитивен аспект и позитивен однос кон целокупната оваа гранка. Сметаме дека оризопроизводството треба да биде и како што е традиција во државата и извозен бренд на државата, но покрај овие мерки и политики кои што ги носиме, сакам да најавам дека систематски ќе работиме и отвараме тука и неколку други теми. Имаме неорганизиран откуп на ориз во државата, имаме направено длабински анализи во тој поглед, ќе разговараме за увозот на пестициди, за увозот на оризот, но ќе разговараме и за континуитетот на тоа како оризопроизводителите го предаваат оризот на откупувачите, заради тоа што во дадени моменти кога е потребно, тој не се предава и се создава простор, односно обврска да преработувачите увезуваат од соседните земји каде што исто така е застапено ова производство. Сакам да најавам дека покрај мерката која што предлагаме, за која што долго време дискутираме и во текот на оваа сезона е меѓу последните и владата излегува во пресрет на оризопроизводителите со значајна поддршка, минатата година со 300% зголемени субвенции, оваа година со нова мерка од 5 денари по килограм предадена оризова арпа. Навистина ќе ги отвориме сите други прашања и аспекти за да навистина се движиме кон едно договорно производство, односно очекувам теми кои што на долг рок ќе дадат едно решавање на проблемите во оваа значајна гранка на земјоделството.